Денеска имаме можност да ви запознаеме со уште еден автор од македонската ликовна сцена. Се работи за Ацо Таневски, автор кој прв пат самостојно се представува во нашиот изложбен салон. Инаку денеска имате можност да видите една колекција од 28 дела со наслов Марини. Се работи за проект кој е финансиран од Министерството за култура за 2020 година и на кој проект беше веќе промовиран во Велес, ако не се лажам, и е сега моментално во нашиот изложбен салон. За оние љубители на уметноста кои ги следат движењата на македонската ликовна сцена, веројатно името на Ацо Таневски е познато, меѓутоа јас неколку реченици ќе кажам да го запознаеме малку повеќе самиот автор. Значи, тој припаѓа на средната генерација на ликовни уметници. Има завршено ликовна академија, педагошки смер, насока сликарство. Значи, покрај тоа што се занимава со сликање, се занимава и со едукативна дејност. Моментално е вработен во Националната галерија како едукатор. Инаку во своето портфолио има повеќе самостојни изложби во земјата и во странство. Учествувал на преку 100 заеднички проекти, преку 40 локални и меѓународни ликовни колонии. Значи, се работи за еден доста активен, плоден автор, кој што денеска ни представува дел од своето творештво. Се работи за неговото видување на морскиот пейзаж на водата. Можете да видите и од самите изложени дела која е неговата замисла, која е неговата основна идеја, неговиот основен концепт. Значи, се обидува оние морски делови да ги представи на еден свој посебен начин. Тоа го прави со тоа што во самата композиција водата негде ја позиционира во централното место на платното, а потоа во едно соодейство со земјениот пейзаж прави навистина интересни структури. Сето тоа го надополнува и со една специфична колористичка обработка која се темели на една носечка боја и всушност таа боја потоа на некој начин се градира и представува на некој начин една атмосфера која самата слика ја носи во себе. Можете да забележите и тоа дека човекот е потполно абстрахиран, што говори пак за неговите размислување на релација човек-природа. Именно тој самиот ќе изјави дека самите активности на човекот ги смета за погрешни во однос на самата природа, дека голем дел од урбанистичките зафати ја деградираат самата природа и затоа тој одбегнува да става човечки артефакти. Мислам дека на целата колекција со исклучок на еден брод таму, не се лажам, на една слика, но другите дела, значи, можете да забележите, значи, отсутство на човечка фигура и човечки артефакти. Како на дополнување на морските пейзажи на Ацо Таневски се и овие неколку песни што ќе ги проследам. Под наслов Морска асимилација. Бел осамен светилник го чува синото море. Брановите се кршат на карпите. Тиркизот крие бисерни школки и древни гусарски тајни. Додека ја слушам песната на сирените, делфините играат криенка со срцето, со моето срце. Телото ми лебди на површината, одам на големо патување. Ја заобиколувам целата земја. Водата го памети почетокот и сите мигови од раѓањето, и сите бои на светлината, и сите сенки на камењата, и сите
умирање на коралите. Нема што друго да се каже. Тоа е морето. Морето ми требаше. Морето покривка да ми биде. Овде најдиме. Се што си направил, во водата ќе биде запишено. Повикај со шепот скриени драги сеќавања. Испеј песна за игре сонцето. Месечината е љубовница на плимата. Вечно е морето на фантазиите. Бесконечно е ширењето на сништата. А китот некаде пее песна на јатото риби. Овде најдиме, каде што брановите им носат радост над звездите. Се буди морето, расне и повикува, врие крвта во дамарите. Месечината е негова господарка и слугинка во исто време. Се буди морето, се крева до облаците, се спојува со звездите, се враќа како летна бура, а се смирува како минато. Се буди морето, повикува на сплотување, на патување во непознати длабочини. Придружете се, спознајте се и заедно да се брануваме. Јас само прво би сакал да се заблагодарам на Роберт за укажаната доверба, да ги представам своите дела во Куманово по прв пат. Во ова, да го кажеме, невреме кое што трае повеќе од една година, сите ние имаме проблеми со самото собирање и со самиот контакт меѓу нас. Тоа можеме и сега да го приметиме. Со некои драги луѓе не сум се видел оддамна и баш ми е драго што пак се седнавме. Лани имав дури во таа пандемија 3 самостојни изложби и многу на мои пријатели ми кажува дека тоа е безпредметно, односно ова лудило е непотребно да се излага, односно дека не може да опстои културата и уметноста. Луѓето пак оваа година јас пак почнав по што се вика по старата шема. Ова ми е веќе втора изложба. Сакам да кажам дека не смееме да се предадеме, значи мора да обстоиме во овие тешки времења. Се надам дека нема да трае уште толку долго колку што отприлика изгледаше и дека ќе се сетне во некои подобри времења да се видиме, да подискутираме и за уметност и да уживаме во неа. Ви благодарам што присуствувате. Благодарам.